Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе приготвуваме полнети лигњи. Лигњите денес се многу честа состојка во јадењата низ цела Европа, но шпанците се најпознати по нивните рецепти со лигњи. А овој рецепт ни доаѓа од северозападниот дел на Шпанија. Па, да започнеме со состојките. Ќе ви треба 4 лигњи, 1 лут колбас, една голема главица кромит, една супена лажица блак пипер, 250 мл црвено вино, сол и бивер и маслиново масло. Време е за сечкање. Исечкајте го кромидот на коцки, но не грижете се за изгледот. Кромидот ќе биде дел од филот и тоа не само заради вкусот. Исечкајте го колбасот на парчиња со слична големина. Користиме лут колбас кој има црвена боја. Во Шпанија за овој рецепт користат чирозо, но секој добро зачинет колбас ќе заврши работа. Сега да го подготвиме филот. Прво додадете малку маслиново масло во делимано тавата за пржење и започнете со омекнување на кромидот. На овој фил нема да му додадеме лук или други зачини, затоа што колбасот содржи разни природни вкусови. Оставете го кромидот да омекне пред да ги додадете парчињата од колбасот и оставете време колбасот и кромидот да се соединат. Сега додадете го благиот пипер. Можете да додадете и лут пипер, но благиот пипер е типична состојка на шпанските рецепти, а додава боја и текстура на нашиот фил. Следно, ставете го виното. Црвеното вино и колбасот се фантастична комбинација и некогаш можете да ги пробате и одделно. Измешајте го виното и оставете време за сосот да се намали. Сакаме висока течност да испари, што ќе го направи филот полесен за ракување. Време е за полнење. Земете ја секоја лигња врака и штом филот ќе се излади, наполнете ја со лажица и наредете ја во делимано тавата за печење. Потоа, озгора зачинете ги наредените парчиња со масло, сол и бибер. Ние ги затворивме краевите на секое парче со по 2 стапчиња за скара, за да спречиме истекување на филот за време на печењето. Печете ги во ревна загреана на 150 степени од 18 до 20 минути. Извадете ги кога месото ќе почне да омекнува. Сервирајте ги едноставно на чинија по 2 парчиња за секој човек. Овој рецепт е одличен за едноставен ручек со крскав леб или пак како предјадење за вечера. Исто така ви препорачуваме да го сервирате со граф или чорба. Исто така можете да експериментирате со филот и да пробате некои алтернативни состојки. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.